Почитуван министер, ќе го прочитам уште еднаш амандманот, добро да го слушнете. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 61 милион денари за поставување на филтри и селективни катализатори, то се системи на автобусите и градежните машини во најзагадените градови на државата. Почитуван министер, ќе ве потсетам дека сте во коалиција со шарените револуционери, платени од Сорос, што се бореа за чист воздух. И ќе ве потсетам на зборови на СДСМ и коалицијата како се боревте за чист воздух и што ветувавте. Преземаме храбри чекори за заштита на природата, си ги чистиме земјата, воздухот и водата од негрижата, го менуваме загадувањето со сончева енергија и газ. СДСМ успеа за неполни 3 години да ја извади државата од финансискиот пустош во која што беше оставена. Европеизација носи ред, дисциплина, промена, иднина. И сега ќе ве запрашам зошто го одбивате овој амандман, па нели е ова една од мерките за чист воздух? Што направивте во изминатите 5 години вие како коалиција со СДСМ за подобрување на квалитетот на воздухот? Знаете што? Ништо. Во буџетот имате 0 денари за мониторинг и заштита од аерозагадувањето како дел од одговорност на Министерството за животна средина. Знаете, пред неколку години не работеше мерната станица во општина Битола, па имаше протести, митинзи, ние сме убици и така натаму, а сега не можам да разберам ниту амандманот го поддржувате, а имате 0 денари за мониторинг и заштита од аерозагадувањето. Ама во Министерството, ќе повторам пак, разни трансфери, 7500% покачување. Да ми објасните зашто се тие разни трансфери. Сакаме да влезиме во Европска Унија. Европска Унија ни дава директива, односно кажува дека треба право и правна држава да имаме, инфраструктура, економија, подобрување, грижа за животната средина и така натаму, а вие како коалиција, освен што го сменавте името, се друго отиде надолу. За правото да не зборуваме, за грижата за превозот, како што кажавте вие, видовме за несреќата во Бугарија, од кои причини се случи таа несреќа и за жал 45 луѓе погинаа таму, од вашата грижа и вашите закони за превозниците и за транспортот. Европската комисија во последниот извештај за реформски напредок на Македонија јавно потенцираше дека треба земјата да ги зголеми финансиите и на централно, и на национално, и на локално ниво, за да се намали аерозагадувањето. Имаме ограничено спроведување, слаба меѓусекторска соработка и координација меѓу централната и локалната власт и со тоа немаме мерки за намалување на аерозагадувањето. Кои препораки од Европска Унија ги имате спроведено на дело, сакам да знам. Загадувањето од ТЕЦ Битола и од ТЕЦ Ослома и во 2020 година е на истото она ниво на кое што се наоѓало во 2017, во 2018, значи не зборувам тоа јас, тоа го зборува извештајот од Центарот за истражување на аерозагадувањето. Исто така и емисиите од сулфур диоксид, најголем извор е ТЕЦ термоелектраните, меѓутоа тие има 9 пати повеќе од дозволеното
од она што треба, од што е дозволено, имаат степен на загадување. Исто така емисиите со PM частички, што се сериозен проблем, исто така за кој што вие ветувавте како влада дека за една година се ќе биде ќе имаме чист воздух, ама за жал, откако дојдовте на власт, наместо да се грижите за воздухот, вие увезувавте мазут. Се сеќавате? Мазут од отпадни гуми увезувавте, со кој што болниците, големите индустријски објекти го користеа за затоплување. Замислете што правевте вие, борците за чист воздух. Една фирма Евротим заработила огромна сума на пари благодарение на тој мазут што го увезувавте и кој што го користеа. Клиничка болница Битола го користела тој мазут од отпадно масло. Го имаше на порталите значи сите го прочитавме. И Петре Шилегов од 39 мерки како градоначалник на Скопје, знаете кои мерки ги направи? Само прекин на користење на калциум, магнезиум, ацетат, кој што се фрла во текот на зимскиот период, тоа е течност кој што се користи и каде што се таложат PM частичките. Ништо друго нема направено. Ке ве подсетам дека Зоран Заев и СДСМ го переа, цитирам, и шуто и рогато, за да се борите за чист воздух. За жал, овде имаме еден амандман, кој што вие не сакате да го прифатите. И сега, од ветувањата мед и млеко дека ќе тече по улиците се претвори во еден пекол за македонскиот народ. Никаков напротив, никаков напредок. Напротив, и назадување, и во економија, и во политика, и во загадување на воздухот, разочарување на граѓаните во сите сфери од општеството и за жал, македонскиот народ, вашето неработење, вашето незнаење го плаќа со човечки животи и тоа покажуваат овие несреќи кои што се случуваат благодарение на корупцијата и криминалот кој што владее во оваа држава. И да се надеваме дека еден ден, додека владее СДСМ на власт, светот ќе се преврти наопаку и работите ќе се подредат. Ви благодарам.